Karaorman, şalalalala, Karaorman, şalalalala, Karaorman, şalalalala, Karaorman. Еве на брегот на Охридското езеро, она што го најавивме после 60 години се враќа старата традиција кога навивачите на Охрид доаѓаат со брод на фудбалски натпревар во Струга. Можете и сами да го забележите овој емотивен и убав момент. Имаше предходница, овде има коректно обезбедување, под контрола, но она што е најважно, значи фудбалот би рекол и навивачите се враќаат на голема врата во овој Струшко-Охридски регион. Оние постарите стружани ни рекоа дека оваа традиција била многу одамна, кога на времево Охриѓани победувале на ово игралиште на Караорман. После надпреварот се шетале низ Турската чаршија и половина век или точно 60 години оваа традиција е прекината и сега повторно се враќа на голема врата. Малата претходница на популарните рибари овде веќе на брегот на Охридското езеро. Главницава е на овој брод во позадина и во секој момент очекуваме да се растоварат и тие од овој брод. Овде е македонската полиција, сето ово го контролира. Навивачите ќе бидат уредно, регуларно спроведени на стадионот, каде што домакините им ја ослободија поголемата трибина како подобри домакини. Во теке истоварувањето на навивачите на Охрид од големиот брод кој остана закотвен некаде на 100 метра од самиот брег. Значи сето ова е добро организирано со мали чамци, со мали бродчиња. Навивачите дел по дел од оваа група се спроведуваат, како и сами што можете да видите, до брегот, каде што ќе бидат организирано спроведени до самиот стадион. Оно што е интересно во целата оваа организација, по малку временски се доцни, бидејќи надалеку од нас, покрај самиот брег на игралиштето на Караорман, надпреварот веќе е во тек, се игра некаде 10-та минута, но тоа е тоа. Најважно е сето оваа традиција да се врати.
Ovaj za 99-ka, pazite, tetovirane opasene. A da je budali se? Minuta na izvršкото дерби во Струга Караурман, Охрид 1:0. Се играше 42-та минута кога домакините направи една филигрански добро одиграна акција која одеше ниско по земјата трава. Асистент беше Давид Јошевски кој на мощен прецизен начин мајсторски во празно го проигра Ивица Келешовски, а овој откако втрча како шило во 16-тикот на Охриѓани, шутираше во спортивниот агол и ја погоди така наречената мала мрежичка и го доведе Караурман во заслужено водство од 1:0.
некој надпревар може да ја врати вербата во македонскиот фудбал и враќање на неговите стари патеки кога е во прашање публиката, амбиентот, целокупната атмосфера, судењето, квалитетот на играта и самата организација на еден надпревар, тоа што е езерското дерби помеѓу домаќинот Караорман и гостите од Охрид. На новој надпревар победија домаќините со 1:0 со голот на Ивица Келешовски во 42-та минута, кога по една добра акција Давид Јошевски го проигра по празно, а овој рутинирано ја сврте топката и ја погоди така наречената мала мрежичка. Сето она друго што се случуваше на овој надпревар беше во навистина на едно добро ниво кое заслужува секоја пофалба. Од самата организација до надпреварот, до навивачките спортиставени групи, рибарите и паткарите и до целокупната организација и обезбедување од страна на полицијата. Во однос на квалитетот на играта, вредно е да се одбележи дека сепак Караорман не може да се каже дека не ја заслужи победата, бидејќи посебно во првото полувреме имаше блага иницијатива и имаше повеќе поседот на топката во своите нозе. Она што фудбалерите на Охрид се обидоа да го направат во второто полувреме, посебно во последните 10 минути, кога малку притиснаа кон голот на Караорман, се играше повеќе пред голот на домакините, меѓутоа не изостануваше оној завршен удар. Караорман имаше свој добар период од играта и во второто полувреме, посебно од 68-та до 78-та минута, кога Клечкаровски, очигледно еден од водечките фудбалери во овој состав на Караорман, изведе дури 3 корнери едно по друго, минувајќи ги страните, но не и ногата, кога со својата левица успеваше сето тоа да го направи, да оди пред голот на Охрид. Кога е во прашање фудбалската тензија, дури и она што беше долу на зелената трева меѓу фудбалерите и посебно помеѓу на двете навивачки групи, сепак и тоа според наше видување во рамките на она фудбалска тензија, кога адреналинот се крева, кога победата се посакува, кога навивачите ги бодрат своите миреници и сето тоа оди во рамките на она спортското. Реков, фудбалерите на Охрид во последните 10 минути навалија кон голот на Караорман. Имаше и една добра шанса во 87-та минута, кога Арвен Тафа беше соборен некаде на 20 метри откосо од голот на Караорман. Истиот овој фудбалер ја намести топката и го изведе овој слободен удар, кога со едно добро ефе го префрли живиот цит на Караорман, меѓутоа и топката заврши многу близко над пречката на Караорман. Се на се, едно фудбалско дерби кое навистина ја враќа вербата во фудбалот, го враќа оној адреналин, го враќа фудбалот на зелената трева кога луѓето го сакаат. И денес на стадионот на Караорман имаше исполнети трибини од двете страни, имаше две навивачки групи и да ја одбележиме и моментот на враќање на традицијата, кога навивачите на Охрид, популарните рибари, пристигнаа преку езерото со брод, она што последен пат според старите стружени, старите охриѓани се случило пред речиси 60 години. Сето тоа беше добро организирано, со мали бродчиња навивачите беа префрлени до брегот, до крабрежето, каде што струшката полиција успеа да ги спроведе на трибините и сето тоа се заврши добро. Престојот на екипата на Скок, на продукција Скок во Струга е по повод и 100 години од формирањето на фудбалскиот клуб Караорман, и во оваа насока направивме еден вистински времеплов, фудбалски времеплов на познати личности кои се дел од оваа 100 годишна историја. Одјавувајќи се од извештајот од езерското дерби кое Караорман, реков, го доби против Охрид со 1:0, сакам да најавам дека во продолжение на нашиот YouTube канал ќе следат мини прилози од фудбалскиот времеплов, во кој свое видување за вековната традиција на фудбалски клуб Караорман ќе ги кажат Себо Спахо, една вистинска легенда, почесен член на управниот одбор на Караорман,
50 на години активен во овие структури. Овде е актуелниот председател Ристе Ќушковски со свое видување за актуелната ситуација, легендите на стручкиот фудбал Фатмир Зиба и Љупчо Мојсовски, секако една личност која е алфа и омега во Карорман, Илија Глигоровски Чаки, човек кој својот живот го посветил на Карорман. Овде имаме и мини прилог за стручките репрезентативци, за една плејада на фудбалски асови како Игор Миторски, Артем Шакири и Величи Шумоликовски, секако и голманот Лазар Липовски, кој се дел од овој времеплов на стручкиот фудбал, од ова одбележување на 100 години од формирањето на Карорман. Сето ова ќе го гледате во продолжение на нашиот YouTube канал.